Добар ден, почитувани субскрайбери на Делчево 365 на YouTube, каде што ги пласираме содржините со цел и вие да можете да ги гледате на еден по-софистициран начин. Знаеме дека денес техниката е малку понапредна, па секој телефон може да се поврзе со телевизорот и на некој начин да се гледа како на телевизија одредена содржина, мислам не одредена, повеќето кои имаат такви телевизори тоа го прават и знам дека го знаете, така да ова вака го кажувам бидејќи деновиве земав еден телевизор, па немав порано искано од тие телевизори, затоа малку како под импресија, ако тоа одамна е го има кај луѓето кои имаат такви модели. Сега, добро утро уште еднаш. Започнуваме со денешните утрински муабети. Топло, не е спарно, меѓутоа топло време во Делчево. Температури карактеристични за овој период од годината. Слободна проценка 25-6 степени моментално. Во очекување сме екипа од Alpine.com да ни ги достави клупите кои ги најавија како подршка за тенисерите рекреативци. И по завршувањето на ова снимање ќе се упатиме таму, ако има потреба да помогнеме на лицата кои ќе ги донесат денеска. 3 клупи, една има, значи по две на од по едната страна на теренот, значи 4 вкупно, за да може да се одмори додека има пауза меѓу поените. А претходно узе 2000 компанија со долгогодишно искуство од која ни донираше заштитна мрежа за на оние жичени мрежи за заштита од ветер и слично, зашто од име на тенисерите рекреативци се заблагодаруваме на ова ценета компанија, секако и до сите претходно кои што одвоја дел од своите средства, меѓу кои самите тенисери, Акус Медика, Мики Гошевски, Анđело Лесовски, Зоран Митевски, Јан Тодоровски, Никола Димитровски, Гоја, да не забораваме некои, Кирчо Георгиевски, Цртичка Бене Бенгази, Валери Спасевски, Гоце Гоцевски и така натаму, секој по нешто од себе одвоили некои денари за да игралиштето кое е во собственост на општина Делчево малку се разбере со нивен амин подотера и да спортуваат младите. Често зборувам за тоа тениско игралиште, некој ќе рече и премногу е, но не е никогаш премногу кој треба да се заблагодариме. Се со цел да има рекреација меѓу младите и меѓу малку постарите. Од новитетите кои денеска ги дознавме, научивме, прочитавме вчера можеби, што би кажале дека здравје, утре е последен училишен ден, ќе продефилираат матурантите, полуматурантите од двете општински основни училишта во Делчево. Ако не се лажам, да, мислам дека за утре вече е најавено дефилето, кој ќе продолжи со нивните полуматурски забави во локалните угостителски објекти. Овде каде што сега возиме е кеот каде и утро го гледаме. Иако со послаб интензитет се работи.
машините се тука од таа страна. Имаше овде пред некој ден заборавени ролери, гледаме дека не се тука, значи некој се вратил да си ги земе. Утрово имаше некој објава дека се заборавени лекови во продавницата се за 99, ако некој гледа и слуша, може да се врати да си ги земе. Еве, паркот се полева, се уредува, требата да биде зелена. Утрово, како што дознавме од наши извори, се одржал состанок на директорите на институциите со градоначалникот на Делчево. Што е разговарано, валјда ќе видиме предпоставам ќе прочитаме на општинската веб страница. После на посета на општината на Швајцарија, мислам дека се прибра делегацијата која патуваше на чело со градоначалникот. Сигурно им се пренесени некои искуства кои оставиле впечаток како посетата на пречистителна станица и свеќарник одреден, гледавме, имаше објави на профилот на Гоцевски. Така да, во околината Пехчево на точек Пехчево фест, младински настан придружен со велосипедска тура во сабота во Пехчево. Таму вечерва е полуматурската прослава. Таму вечерва е полуматурската прослава. Вообичаено со валцер. Секогаш на плоштадот околу 19 часот, па сите кои што сте во поблиското окружување кои гледате, може да ја проследите дефилето на матурантите. Исто така во петок во Берово на 12 има забава со музички звезди на плоштадот во Берово. А во петок е и отворањето на градскиот базен Сафрон од 12 часот. Со овие неколку кратки сервисни информации се одјавуваме и ви посакуваме пријатен ден.